Почитувани мој добар ден. Ова е уште едно ново издание на Црвена линија. Неколку видови леп, бисквити, наполитанки, јогурт, јајца, млеко, тестенини, овошје, зеленчук, сирење. Дел од местните производи веќе се продаваат по цени за 10% пониски од оние кои биле на 1 август. Овие производи задолжително треба да бидат назначени со посебна ознака на која пишува гарантирана цена. Но граѓаните велат гарантираната цена е прво зголемена за 50%, па сега е намалена за 10%, нема математика за сиромашните. 10% е намалувањето. Дали е тоа доволно? Што мислите вие? За пензионерите и фамилиите каде што работи само еден член и има минимална плата не е доволна. Ама за функционерите кои што си ги покачија платите за 78% е и повеќе од доволно. Но министерот за економија Крешник Бектеши, кој е вечен оптимист, вели дека и други производители и увозници кои не се опфатени од мерката само иницијативно ќе ги намалат цените. За синдикатите овие мерки се задоцнети и сметаат дека требало да се воведат веднаш штом завршиле претходните мерки, а од Стопанската комора на Северозападна Македонија сметаат дека одлуката е штетна за компаниите и дека слободната пазарна економија е доведена во прашање. Владата смета дека со оваа мерка ќе ја намали и задржи инфлацијата на 5%. Цените на производите во соседството исти или малку пониски, а има далеку повисок стандард. Кај нас ново замрзнување на цените до 30 ноември. А темата на која сакаме одговори е токму следната. Колку оваа мерка ќе го заштити джебот на граѓаните? Ќе се соочиме ли повторно со недостиг на одредени производи? А сега го тука и задолжително ќе ве потсетам дека оваа дискусија можете 24/7 да ја водите преку коментари, шернување и лајкнување пред се на Facebook Црвена линија. Ќе ве потсетам и на профилот да го заследите на Телма телевизија на Facebook, каде што задолжително ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, потоа на Twitter и задолжително на Instagram. А на Instagram стори денешната анкета гласи вака. Дали ги приметивте пониските цени во маркетите? Доволно да одговорите со да и не, во зависност од тоа кој е вашиот одговор, да кликнете на вашата опција, резултатите во однос на проценти ќе ги соопштам по рекламите. Сега со вас ќе зборуваме не само како гледачи, туку и како потрошувачи. И на самиот старт, пред да почне да биде завртен телефонскиот број 02307 005, се разбира и ќе почнеме и со Твитер, поточно со твитот кој што е објавен од страна на премиерот Димитар Ковачевски. Во твитот стои: поевтинуваат лебот, млекото, јајцата, брашното и над 50 други производи. Се воведува гарантирана цена на одделни прехранбени производи. Согласно оваа одлука, за 10% до 40% се намалуваат цените на некои од најкористените производи во трговијата на мало. Па така некаде до 30 ноември е веќе Црвена линија, во зависност тоа без разлика која тема ќе имаме, секако ќе сакаме во секундите кои што ви следуваат да ни дадете одговор, односно да ни посочите дали забележувате особено намалување на 40% на оцената на некои производи. Тие производи верувам дека навистина на сите нас многу ќе ни значат со оглед на тоа што еве е напоминато дека ќе има дури производи со 40% намалување. А како потрошувачи, секако еве во ова издание ќе побараме и да ни откриете какви цени забележувате во моментот во маркетите, делуваат ли мерките, има ли намалување на цените од 10%, читате ли на таа цена дека стои ознака за гарантирана цена и секако еве задолжително да ни откриете и дали сте виделе производи со намалување до 40%. А за да се загриеме заедно, одиме и со прилогот на мојата драга колешка Симона.
Гарантираната цена на одредени производи ги задоволи надлежните, но не и граѓаните. Министерот за економија Крешник Бектеши се фали со новите мерки. Граѓаните пак револтирани. Велат нема намалување и покрај одлуката на владата, цените се уште се изгор. 10% намалување на... Не е доволно, брат, каки не. Нема шанси. Мислам, видите просек на плати кои се и на пензии, пак ќе направите са корпата колкава е. А што кај се другите потрошувачки, мислам, за цел месец? Треба ли да се намалат цените? Треба, иначе се е огин. Со мали плати, мали пензии, као што немамо мини пензија, ништо. Треба. Сметате дека се високи? Па високи се како не? 3 работи 500 денара, ништо не можеш да купиш. Високо е све. Треба да се намали цените, да. Има народ со ниски примања, што не може да си купи све што сака. Инспекторите на терен, а со ниво проверка на маркетите за да види дали се почитуваат новите мерки, отиде и министерот Бектеши. За идната недела Бектеши најавува и намалување на цените на пијалоците. Ги повика граѓаните сите пропусти на маркетите да ги пријават во Државниот пазарен инспекторат. Откако е влезена во сила мерката, до овој момент сме задоволни со начинот како се почитуваат мерките од страна на трговците. Има во одлуката и задолженија и за добавувачите и за производителите на производите кои се предвидени во одлуката. Денеска са бајлето имавме дополнителна координација со Државниот пазарен инспекторат. Тие вчера попладне веќе вршиле контроли. Во моментот се во тек различни контроли. Тоа ќе продолжи до крајот на ноември. Од вчера 50 на производи се под мраз, а за да може граѓаните полесно да ги најдат цените на артиклите кои се опфатени со новата владина мерка, односно со намалување од 10%, тие треба да бидат означени со посебна ознака на која пишува гарантирана цена. Инспекторите од вчера се на терен, а контролите ќе продолжат и во наредните 2 месеци. А на потек сте вие. Токму како потрошувачи ќе напоменам уште еднаш дали забележувате намалување на цените, особено од 40% на некои од производите, како што е најавено. Дали гледате олеснување на домашниот буџет еве со оваа загарантирана цена и дали сметате дека ќе се соочиме можеби со недостиг на некои производи. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве како потрошувач, што забележувате од Па ја воведувањето? случајно од Савајле појдов. Денеска е пазарен ден во Тетово, четврток. Така? Зашо имаме не гостирец, вика кај нас четврток и во вторник. Не знам у Скопје кога е пазарен ден. Во вторник и петок генерално. Вика, а кај нас четврток и во вторник. И кај вас и во вторник. Зашо го пројдов пазарот. И видов и дренини. Видов и лештици. И све видов. Зашо такво ние сме почара. Све родило. Зошто го кажувам ово? Нешто режијата нека коригира малку. Зборувајте, ви тече времето, стартувано е. Истекло. Сите пиперки беа соледари. И за тија у Турција, па зато ти реков, нешто во режијата. И кога да зборим, Ние ве слушаме одлично. А ја не се слушам сами од себе, кога да зборим ужа во кречина. Сите пиперки беа по 100 денари за зимница. Сега и гледачот се исклучи. Како и да е, верувам дека е редовен гледач. Ја знае процедурата 02-307-0005. Ке подсетам еве на самиот старт. Задолжително проверете дали е целосно и намален тонот на телевизорот за да зборуваме само преку слушалка, за да немате чувство дека не се слушаме добро. Како и да е, продолжуваме со вас, овој пат не само како гледачи, туку и како потрошувачи. Дали забележувате олеснување со намалувањето на цените од 10%? Забележувате ли во маркетите производи кои што се намалени цените дури до 40%? И еве, дали чувствувате генерално олеснување со оваа мерка? Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам, ја ништо не гледам 40% да се намали или ово, она. Значи, не знам, на Бектеши треба да отвори една линија или некој мејл или она, па да му пишуваме колку биле цените и колку се. Колку што беа вчера и прекчера и денеска, толку се цените.
Значи, како е ова замрзнување на цените, ова е играчка една со народот. Па или нека направат статички да се знае како ќе оди економијата или не. Сега вие ќе ги замрзнете цените колку до кој месец, само не знам, месец два колку ќе даде, после пак ќе ги пуштите, пак удри ово на ново. И што игра, која економија е води Бектеши или владава да речат, замрзни, одмрзни, направи. Ова е, значи, баш и бузвук, едно ова играње со народот, не знам, каква заштита джебовите се дупнати на народот. Никаква заштита. Еве, јас сум сега пак ќе искочам, преска бе, вчера бе, какво намалување, не знам, еве јас лично, како мене ги има еден куп што ми го кажале, кој производ. Значи пред да замрзне цена, стално зборам, еден исти производ. Еве имам околу мене тече маркети. Во сите маркети истиот производ е различита цена. И сега он нека ми објасни на која цена ќе ја замрзне на тој производ. Негдека 67, негдека 77, негдека 89, значи еден исти производ. И која заштита, каков джеп по 2-3 денари. Ја ова, значи, играње, манипулација со народот, не можам господинот Бектеши да го сватам. Значи, толку боле нека ништо нека ми прати не се појавува. Благодарам многу, еве, што споделивте какво е вашето искуство во овие 2 дена со оглед на тоа што имаме забележено намалување на цените од 10% и се разбира најава дека и некои од производите ќе бидат намалени дури за 40%. А оние кои што редовно не следате, уште еднаш ќе ги подсетиме и тука уште еднаш секако ќе подсетам да не заследите на Facebook Црвена линија профилот. Поточно на 14 септември имавме конкретно тема каде што зборувавме дека во Европската Унија зголемување на цените е од 11%, во Македонија 46%. И она што констатиравме дека нешто не е во ред, кај кого е вината, баравме да ни кажете еве кои се вашите ставови, а во владата која за доцнето носи антикризни мерки, во возниците и дистрибутерите кои постојано и испорачуваат нови цени или пак во маркетите и продавниците кои се во орото и ги додаваат маржите. Или кај можеби еве вината кај нас самите потрошувачи. Тогаш беше констатирано дека нешто не е во ред со цените, но она што е ново е дека е најавено намалување на цените на некои производи за 10%, што значи таквата мерка ќе трае некаде до 30 ноември, но се најавува, еве уште еднаш ќе покажеме со оглед на тоа што можеби некој од вас подосна се вклучи на Твитер профилот на премиерот Димитар Ковачевски. Најавено е дека токму со одлуката гарантирана цена на оделни прехранбени производи, значи ќе има и 40% намалување на цените на некои од најкористените производи во трговијата на мало. Па сте забележали ли вакво намалување? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Така, овдека гледачка, редовна, колку можем гледам. Драго ми е. Јас имам искуство, ја слушам предходната, на кратко да кажам, дека има намалување на тестенини во еден маркет 33%. Рачунајќи од 62, нешто да е на 40, а тука негде доаѓа. И друго, има на 5% од сирењата, например. Тоа е малку многу, затоа што ги пратам цените, редовно истите производи во тој маркет и така. Така, тоа бараме во Црвена линија. Повелете. Ете така. Така директно, значи. Има намаление, значи, намалување на сите масла во одреден маркет, да не го кажувам ради реклами, одреден маркет, сите масла, зејтини, се по иста цена, 75 денари. И сега, искуствата се различни, треба да ги пратиме. Јас сум со минимална пензија, работам плюс за да можам да обстанам. Значи, зимам дупло поголема плата од тоа што го работам од минималната пензија и успевам да излезам крај со крај, фала Богу, здрава и жива што сум. Меѓутоа, има луѓе што само научиле да се жалат, не сакаат да мрднат со мал прст, а реално дека владата што не зафркава, нивните плати си се такви како што се нашите никакви. Меѓутоа, имам до вас лично, како водителка, прекрасно, се супер, да ватите една тема. Да катастарот не уби, значи, поготово кисела вода. Не можеме да си викаат со новиот закон за лични карти и венување и лични документи, треба да имаме имотен лист, ако случајно имаме преместување на адреса.
А ние не можеме да си ги извадиме прадедото што ми го оставил мене местото и куќата од татко ми. Не можам да ја легализирам. Затоа што било стагнирано. Јасно. Благодарам многу, Еве, и што дадовте предлог да размислуваме во таа насока и секако во некој издание на Црвена линија ќе ја поставиме оваа тема, бидејќи, Еве, граѓаните, благодарение на вас, дознавме дека Еве се соочуваат и со вакви проблеми, а навистина им е исклучително важно да го решат имотниот статус, односно да ги регулираат документите околу, особено кога станува збор за вадењето на имотните листови. Благодарам многу за јавувањето и благодарам, Еве, што забележавте дека има намалување, 5% кажавте на сирењето, големо намалување кај маслата за јадење и така натаму. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Има намалување, ама предко кога најави министерот дека ќе се намале 10%, тие си ги качија за тие 10% и сега на тие цени се замрзнати. Тоа е веќе качено 10%. На многу артикли има што се качени 10%. Не знаеше министерот дека тоа е покачено. Има и такви случаи. Пожелувам и на слушателката многу здравје. Да, она може, има пензија минимална, ама и може да работи. Ама секој не може да работи 80 години, например, со патерица да отиде да си купе леп. Што да прават тие луѓе? Што да прават тие луѓе? Фала Богу, века, ако нека е здравје, нека и дава Господ здравје многу. Ама треба малку да навлезеш и во душата и на другите, и во состојбата какви се луѓето, дали може да излезе, дали може да купе, дали може да иде у друг маркет за да може да види дека е таму поевтино па да си купе. Тоа е тешка ситуација. А министерот што кажува дека ќе има 40%, дали сонува или гледа со розови очила? Да, ќе има. Нека склучувам договори, со сите договори има пари, милиарди тешки да дава. Како да му е на татко му имањето како се викаше во централата што ќе градат. Нашите македонци нека градат, а не да купуваме после од Грција струјата за тешки пари и тешки милиони. И ќе бидеме зависни секогаш од некого. Толку понижени и толку за никаде. Благодарам многу за вклучувањето. Тука уште еднаш ќе потсетам дека и на Facebook Црвена линија профилот може да ја продолжите дискусијата. Имате можност да коментирате, секако и да споделувате, шернувате во превод и лекнувате. А еве како изгледаме на Facebook Црвена линија, со оглед на тоа што еве во ова издание се разбира, ќе ги прочитаме и првите коментари. Во однос на темата за која што зборуваме и со вас, Винг Бчун има напишано покачени од 50 до 150%, а намалени 10%. Многу ќе не заштитат. Кристијан Вангеловски напишал: епа чим се намалени, тогаш претениците да си ги намалат платите за 78%. Каде најмногу забележувате намалување на цените? Дали гледате олеснување во однос на потрошувачката кошничка со намалувањето од 10% и еве дали сметате дека ќе се соочиме можеби и повторно со недостиг на некои производи? Каква што и беше праксата на назад? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Не чинеше нешто линијата, па се разбравме со режијата. Ете, добро е сега, повторно заедно. Ја директно зборим од пазарот, без на пазар. Така. Сите пиперки, за тие за туршија, за полнење, бабури, црвените капијките, сите беа 100 денари. Сите беа по 100 денари. Што приметив и едно друго? Гледаш како вие темите ги давате во маркетите. Зошто не почнуваме од кванташки пазар? Зошто, да речем, во секој град во Западна Македонија, па и у Скопје, имате пиляри. Пиляри, знаете што са пиляри? Знаеме, секако пазаруваме. Затоа реков, зошто ние на телевизија не отиде на кванташки пазар од купните цени на бавката и ова? Зашто некому ова одговара. И сега да му објасним на господинот пред мене што кажа. Зашто колку години е централата кога направат тамо грците? За 60 години. И никогаш више немој да кажујете не Заев, него, како се вика брат му,
брат му, како се викаше, Вицето, па не е Вицето, него син му од Заев, не е Мијалков, не е Груевски, него внук му или син му. Тија фамилии више нема увамаро никогаш за Скупстат. Добро, благодарам многу, еве, и тоа зашто начнавте како тема, се разбира. Ние во Македонија сме уживатели на зимници, незамисливо било традиција и секако секоја година да се подготвува зимница, но еве ни откривте дека овој пат граѓаните се соочувате со екстремно високи цени на пиперката за зимница. Така да ете, и тоа можете да го споделите. Но она што е најважно, дали забележувате намалувањето од 10% дека го олеснува домашниот буџет. Добар ден. Водителка. Поздрав од Црвена линија сте, повелете. Ајде, нека е за многу години овој ден на сите православни македонци, Мала Богородица. Така е, нека е за многу години. Меѓутоа, Мала Богородица нема да иде да копа бавчи, да копа зелки, да копа праз, да копа пиперки, патрижани, за да носи на граѓаните да јадат ефтино. Мора сите да се впрегнат во јаремот, да работат, ако сакат да јадат. Инаку, градот ќе биде извор на глад. Затоа што сите сакаме да бидеме граѓани, никој не сакаме да работиме, неработењето ќе дојде до поскапување на се што е живо. И сега поевтинување, дали ќе е поевтинување, замрзнување или одмрзнување, ништо не се знае за тоа што нека помислат граѓаните, министрите за економија, за финансии, што луѓе се, во чии раце отидува маркетите. Нека помислат малку македонците, во чии раце се, кои се гази на маркетите. Кои цените ги креваат, како се договараат, како увезуваат, дали плаќаат воопшто тие маркети нешто на оваа пуста наша Македонија. Гази туѓи, од туѓи држави, маркети овде во Македонија, увезуваат, извезуваат, продаваат, прават како сакат тие, ние ништо, како слепи склепци. И скапо било, па ќе биде. Станавме сите скопјани, шкупјани. Никој не сака насело да работи, да произведува, да се храни и тој самиот и на други да даде, да продаде, да биде поевтино. Многу лошо е кај нас, многу лошо е кај нас. Ние од образование до влада, до академија, до се е ради реда, постоењето е ради реда, министерства, се е ради реда. Се е наопаку кај нас, се. Ќе дојде ли човек да скраси оваа пуштина наша земја, ќе нема ли, не знам како ќе е, важно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, еве додека се вклучи следниот гледач, ќе продолжиме и со твитерџи. На Твитер никогаш седе само Ром, има напишан оваков твит. Напишал брат ми, ова исто како со кесите што ги забранија. Нема продажба на кеси, а кеса е кога има рачка. Па трговците ги секоја рачките. Сега нема акција, ама има загарантирана цена. Циркус, брат ми. Практично ова е твит на наслова дека производите со намалени цени од оваа среда се продаваат со ознака гарантирана цена. Добар ден. Добар ден, ако... Да, на линија сте, на Црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, моето размислување е следното. Се слушаме? Да, продолжете. Добре. Вака, значи прво мора да го поздравиме овој потек што го направи владата со намалувањето на цените. Вистина не е многу тоа, да речеме, 2-3 артикла ќе земеме денеска, каде што ќе заштедиме под негде околу 2-30 денара. Меѓутоа, ова се работи за цел месец, значи, што викаат капка по капка вир се прави. Ево, јас денеска бев во еден маркет, нема да кажам кој, значи, се зачудив кога видов дека патлижанот, значи, 49 денара, а беше 90. Значи, пиперките, значи, сега, бар тоа што го примети и што купив, значи, негдека 60 денара. Значи, кромидот го земав по 35 денара. А имаше некогаш цена до 100 денари, ако се сеќавате. Да, не кажувам сега која е сегашната цена. Да речеме, млекото кој го купува јас тој тип тема, значи, трајно,
Значи сега 50 дена да гледам на него, значи цена. Значи има нешто, не може да се да, али едно имаме не е лошо. Сме само негатори и сакаме све да негираме и да критикуваме. Меѓутоа, овдека ќе биде успешна ова акција ако трговците ја прифатат како што е предвидено. Благодарам многу и се разбира ќе подсетам за оние кои што понатаму ќе се вклучуваат. Само внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Македонијо. На Добар помош ден. мајката Божја преку незиното рождество. Честити имиња оние кои се викаат Марија, кои го носат ни бабето име, женско име, пошто Богородица им е цел живот заштитничка. Честити слави на цркви и манастири, па и домашни слави. Нека е за многу години. Амин. Па Кажете сега ми дали денеска ве бевте во маркет да пазарувате? влегов, ама така не забележав нешто намалување на цени, но сакам да кажам дека некој тука вика дека сме критикувале, само негатори сме биле. Кога е логички да критикуваш кога Македонија е во криза и власт кога имаш која 30 години само затвора фабрика, уништува се, или кога имаш ВМРО и Груевски на власт кој отвора фабрики, вработува Добро, ајде да се навратиме на цените на маркетите. Ве молам, што најчесто пазарувате? Вам што ви е битно најчесто? Цените, дозволи. Значи, друго е човек да пазари кога е вработен, кога има добра плата, кога има добра економија во една држава, кога имаш влада која е способна, со способни министри, ја држи на здрави темели цела економија наша. Но ако имаш власт која самата создава кризи во овие 7 години на владење, нема некој способен министер да кажеме дека направил нешто добро, добар потек, фабрика отворил, инвестиција донесол во овие години 7, хаос е на секаде. Банкрот, ќе би рекол еден најголем бранител на СДС, сам вика дека со СДС Благодарам многу за јавувањето и во продолжение, значи напоменав и на самиот почеток, дискусијата сакаме да ја водиме со вас токму да бидете потрошувачи. Вие сте оние кои што пазарувате, вие сте оние кои што ја регулирате горе-долу сопствената потрошувачка кошничка. Имаме од средата намалување на 10% со загарантирана цена. Дали гледате олеснување, дали гледате намалување. Значи, би сакале да слушнеме токму од вас како е на теренот. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. За цените на маркетите. Да, ве слушаме, повелете. Не дошо, не. Ништо нема. Пред 10 дена се изнакачија дупла цени на тура. И на млека, и на сирење, и на кашкавал, и на сите артикли, цените ги накачија многу. И сега шо е воја намалуват. Не намалуват, току што накачуват. Негде не ни фискална не ти ни дават, цени ти дават без веза, денеска една цена, утре друга цена, не се знае. Левот негде во некој маркети намален, тука иста, дурна зголемен. Ништо, нима инспектори, ни шетат, ни видуат, луѓето и во голе, цени, да ти кажам, непредвидливи, сами цени си турат, како знаат, ако речеш, ами не иди, не плевај водичено, оди бара си наки, не мора да плеваш. Сушност, овие 10% се во однос намалување на цените од 1 август, значи вратени од 1 август па намалени на 10%. Не бре, какви намалени, тие уште зголемуваа, а и сега може некој динар на нешто ќе турат, колку да речат, еве, воа е поевтино, ништо нема намалено, а луѓето веќе залепте почнат по контонерите да борават вие што се со 10.011 до 12 пензи. Дали лекови да купат, дали за јадење да купат, тешко на народ. Тешко на народ. Не знам како ќе испадне накрај. Благодарам многу за вашето јавување и тоа е што предочивте какво мислење и што забележувате во маркетите во однос на новата воведена мерка. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Овие што ги кажуваат цените, намалувањата на цените, се смешкаат, не лажат, а ние ги веруваме.
А тие се договараат со газите на маркетите, однапред се договараат, што ќе прават, како ќе прават, кога ќе дигаат, кога ќе спуштаат, и овие пред први 8 или трети 8, како го викаат таму, направија дигање на цените колку сакаат, сега малку ќе ги поднамалат, може би, а може би не, за да еве на народот му фрлат така прашина во очи и народот пак кога да биде мирен, да рече, овие мислат за нас, добро, ете, намалија или ќе намалат, а ништо не се намалува. Такво зголемување, таква скапотија во Европа нема. Во овие капиталистички земји, што се кобајаѓи извори на демократија, тоа е извори на колониализам и на угнетување, ама еве, таа пуста демократија, ние тамо сме ја видите само, на друго место нема никаде, кај нас не било демократија пред 50 или 30 години. Дали денес бевте да пазарувате, еве? Па јас сум селјак, јас на село обично се произведува пак така нешто по нешто и купувам тука од луѓе што произведуваат, ем по природно, ем промет правам на моите сограѓани, соселани. Инаку во маркетите идам оно што го нема. Благодарам многу за јавувањето. Па еве, некако ни дадовте насока да продолжиме и со твитот кој што е од страна на Космополитан. Овој твит е во време на 17 јули напишан со оглед на тоа што тоа е веќе туристичката сезона, па дел од граѓаните беа сведоци како изгледаат цените во маркетите, например, како што е во случајот во соседна Грција. Така да Космополитан напишал пример за цени во Грција, флаер на Lidl, намалени цени од четврток, ова е 20 јули. Еве вака изгледа намалувањето таму, 2 килограми црвен кромит од 2,89 на 1,99 евра, пиперки од 1,99 евра на 1,49, исчистен лаврак, риба, цената е 9,69 евра за килограм. Така да, оние кои што може би патува во Европска унија беа изненадени за некои артикли кои што во време траењето на летниот период има дури и пониска цена од она во нашите маркети. Таков е и случајот со, например, Виена, каде што килограм краставица чинеше во еден ваков маркет 1 евро, односно 60 денари. Кај нас тогаш беше 90 до 100. Добар ден! Добар ден и убав ден, Тина. Најубав ден и вам. Убав ли ден имавте во маркет денеска? Бевте ли да пазарувате? Да ви кажам, само што влегов и еве ќе ви кажам, во гостиварска фурна 29 денари лепче. Добро. Земав едно лепче и стигнав дома, да ви се јавувам. Мислам дека удел ќе имат овие замрзнување на цени, се колку ќе заштедат граѓаните, тоа зависи од нив. Сите не се еднакви со намалување на цени, има дуќани, мислам помали дуќани, како да ги наречам тие зафрлени малски дуќани, тие за нив не важи законот, нормално, што органот не ги контролира и така ќе се тераат. Што се однесува до замрзнувањето, доста големи маркети и во Скопје имаат цените намалени, дури поевтини се, има маркети поголеми во Скопје кои се поевтини него маркетите во Гостивар. И тоа да ви кажам. Добре, памтите ли некоја паралела да дадете? Кои се тие производи што се многу поевтини во Скопје отколку во Гостивар? Па мислам дека имаше некои, дали Вегета беше, не знам, провизорно, пред да идам во стан тамо, наспроти имаше еден маркет, да не го наименувам, имаше поевтина цена него во Гостивар. Сакам да кажам, сето ова е добро, граѓаните нека се смират и нека говорат искрено. Не партиски да... Седо дека ние говориме партиски, газите че не злоупотребуваат. Кавгата не носи на добро. Каде двајца се караат, третиот користит. Благодарам многу за јавувањето и те слушнавте досега гледачите кои што се вклучија како потрошувачи во ова издание, што забележуваат и кој е нивниот став. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав. Како се цените во Кавадарци, во маркетите? Се чувствували? Бев во маркет, пазарот нешто,
по 2-3 динара има нещо намалено, ама не се много намалени. Кои производи се намалени? Кисело млеко беше 30-40, е 30. По 2-3 динара има намалено. Само ушите не е маркет. Само много малко е това. Претерано, много се качени пред това и трябва повече да и намалят. И не знам, що ще стане. Друго сакам да кажа, Тина, стане 30 години нема работа в едното, го мързи и само критикуе нищо. Нека оде да работи нещо. Друго само Богородица не дава леп и друго работа да яде. Нека оде да работи нещо. Не, у времето на Върло не работеше, го мързе само. Ајде да не ги коментираме, да не си го користите времето. Еве, убаво е што кажавте кои производи забележувате дека се намалени, но не е доволно. Да не ги коментираме другите гледачи. Кажете ми, на кои други производи исто забележавте намалување? Нема, јас купив тие работи, некои гледам по 2-3 динара повеќе нищо. И кod другите се е поскапено. Добро, а месото, месните производи? За месото не, и месото, месеците не се намалени, нищо неко. Така. Благодарам многу, ни значи многу еве што споделувате, со какви цени се соочувате овие 2 дена во маркетите со оглед на тоа што стапи на сила мерката за гарантирана цена и најавеното намалување на 10% на производите кои што најчесто се во рамки на потрошувачката кошничка. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Ново замрзнување на цените. Колку оваа мерка ќе го заштити джебот на граѓаните. Така. А кој мисли за джебот на граѓаните? Секој си мисли за својот джеб. Граѓанинот, ако има ќе купи, ако нема ќе гледа како други јадат или пијат. Ова народов 30 години не свати дека никој не мисли за ниц. Нити СДСМ, нити ВМРО, нити Ојле, нити Дојле. Не влечат за нос. Влада зголемила 78% платите. Не ја зголемила владата за владата, за сите функционери. Тука има и позиција и опозиција. За нив джебот не е проблем. За пензионерите 6% се многу или 3.500 се многу. Џабе замрзнуваат цени, кога не накачуваат плати и пензии. Што друго да се каже? Значи, вие сметате дека многу подобро е да се крене животниот стандард, да се покачат платите на граѓаните, отколку така? Нормално. Благодарам многу. Еве, слушнавте што кажа и гледачот пред малку, значи продолжуваме. Може би некој од вас и се сложува, еве, дека може би е поважно да се крене животниот стандард на граѓаните, па потоа може би и цените нема да изгледаат толку високи и страшни. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Евака. Се јавувам од Битола. Од Битола. Какви се цените во маркетите во Битола? Еве какви се цените исто во Битола, се во Веро, истите како што се во Лидел во Грција. Се. Една споредба само. Само е Европска унија, а овде сме Европска унија по цени. Еве зошто. Исклучиво лебо 29 денари од 35 29. А знаете зошто? Затоа што лани житото го се зеде за 20 денари и беше нормално да речеме лебо да биде 35-40 денари. След тоа вешто го направи владата, ни го седе житото, бидејќи сум производител, тоа е пшеница, разбирате, за 10 денари и логично е се лебо да биде 29. Со тоа сакам да кажам, кога ќе ги врати цените од лани оваа власт, која добро го манипулира овој народ, сирењето беше 350 денари, сега е 600 пример. Тогаш може да размислуваме за намалување. А ова е играчка.
Значи, од 350 станало 600 денари, сега че од следващите 10%, то се не 600, 540, давајде да не рачунам логика. Чиста лага. Али, ето, слеп народ верува во ситни работи, добро е, нека си тераат, платите нека изголема, пензите, а ова нека си, то се виде друго. Ова е лага. Благодарам многу за јавувањето од Црвена линија. Дојде времето и за реклами. Ете дојде моментот каде што доаѓаме во оној дел каде што е и време да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата на Црвена линија. Инстаграмџиеве какви одговори дадоа во однос на прашањето дали ги приметивте пониските цени во маркетите. Имавте две можности за одговор да, не, па еве како изгледаат резултатите. Со да одговорија 21%, а со не одговорија 79%. Како да, јас тука уште еднаш ќе ве потсетам, следете не и на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и секако задолжително на Instagram Црвена линија. А она во продолжение што следува е секако она на што многумина со нетрпение очекуваат, а тоа е квизот Заврти на Телма. Во овој дел веднаш се трансформирам во подкажувачка, со оглед на тоа што секако ќе ми биде огромно задоволство да ви го разубавиме ова попладне со убави и вредни награди. Доволно да напоменам дека денес можете да се освоите телевизор и да се гледате програмата на Телма телевизија на нов телевизор. Па ајде добро забележете кои прашања секако ќе ги има во денешното издание на Заврти на Телма. Например, од која песна на Владо Јаневски е хитот "Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас"? Потоа, во која земја се наоѓа планината Шварцвалд? Која држава е поголема по површина, Бугарија или Грција? Чија слика е Ноќна стража? И еве дури уште едно прашање. Кој актер го глуми Джор Ейл, таткото на Супермен во филмот од 1978 година? Како и да, тоа ќе бидат секако прашањата, а денес многу ми е кејф да доделиме еден телевизор. Гледачите од Црвена линија, големо благодарам за вашето учество, но јас и вие очекувам да се слушнеме за многу кусо време, токму во Заврти на Телма и да ве наградиме.